Бебе родено во текот на оваа година ќе ја види Индија како најнаселена земја во светот. Некои експерти велат дека тоа можеби веќе се случило откако Кина објави дека нејзиното население се намалило. It is not unexpected. Не е неочекувано. Знаевме дека всушност ќе надминеме Кина во 2027 година, но поради намалувањето на населението во Кина, тоа се случи побрзо. Двете земји се дом на околу 1,4 милиарди луѓе, но претекнувањето на Кина не е само бројка, туку многу значајна демографска промена. Додека населението на Кина истовремено се намалува и старее, речиси половина од Индија е под 25 годишна возраст. Овие млади луѓе се потенцијално огромен пазар за развој, кој ќе привлече глобални инвестиции и таленти во време кога многу земји стареат. Ние сме голем пазар од потрошувачка гледна точка, исто така сме и најголеми снабдувачи на обучена работна сила. Но бројките се исто така застрашувачки. Работоспособното население во Индија треба да достигне милиарда луѓе пред крајот на деценијата. Тоа загрижува многу млади луѓе во земја која се бори со високи стапки на невработеност. Повеќе луѓе, помалку работни места, поголема конкуренција, така што не е лесно да се најде работа. Други велат дека младите представуваат динамика и можност. Помладите умови имаат повеќе идеи. Предприемништвото е решение. Луѓето како мене имаат идеи. Ако помладата Индија ги има идеите, можеме да го пробиеме нашиот пат. За да се постигне тој потенцијал, експертите ја нагласуваат потребата креаторите на политиките да го подобрат пристапот до квалитетно образование. Само околу 5% од работната сила во земјата поминала формална обука за вештини. There are two things to do. One is skilling the new generation. Има две работи што треба да се направат. Едната е да се обучи новата генерација. Другата е да се унапредат вештините за да бидат тотално продуктивни. Поспротивно ќе дојде до социјални судири, ќе доведе до многу млади, невработени, фрустрирани и несрекни луѓе. Студентите исто така сакаат да бидат подобро опремени за да имаат корист од растечката економија на земјата. Maybe provide us the right skills. Да не обезбедат со вистинските вештини, бидејќи во моментов она што го учиме на факултет не е многу релевантно за нашите работни места. Индија има само тесен прозорец да ја искористи економската дивиденда од нејзината млада популација. Додека таа ќе продолжи да расте околу 3 децении, жените веќе почнаа да имаат помалку деца, како што се зголемува пристапот до образование и растат приходите. Тоа значи дека Индија, како и Кина, ќе почне да старее порано отколку очекуваното.